Да, почнуваме со првиот разговор предвиден за денеска. Секако, како што спомена, во фокусот се резултатите од локалните избори, вториот круг од локалните избори кои што завршија вчера, меѓутоа сумирано и со резултатите од првиот изборен круг. Добар ден му велам на мојот гостин Ивон Величковски од партијата за Нова Република, поранешен пратеник и прв човек на Либералната партија. Добре дојдовте. Добре дојдов, благодарам за поканата. Сумирано, вчера заврши вториот круг од локалните избори, излезноста или одзивот беше 40,46%, да не се водиме само по бројки, меѓутоа генерално, според оние бројки сепак што се на освоени градоначалници, се покажа убедлива победа на владеачката ВМРО-ДПМН и заедно со она што може да се сумира со освоените градоначалници во првиот круг, 54 плюс градот Скопје. Одличен статистички преглед. Впрочем, како и целите избори, ова беше една голема анкета. За жал или за среќа, јас ќе кажам, иако сите тргнуваат од негативниот аспект, како Нова Република сметаме дека дојдовме до конечната точка во која што традиционалните партии беа поразени од граѓаните. Тука не станува збор која партија победила, изгубила, фактичките бројки се тие, ВМРО-ДПМН како партија е победник, има огромен број на градоначалници, останатите се губитници, нормално, особено доколку земеме вкупната бројка која што е постигната, ВМРО-ДПМН изгуби 130.000 гласа во однос на минатите избори, сакаат да ги гледаат, компарираат во тој правец. Некеле, тие си знаат, мислам дека Мицкоски има разбрано пораката, затоа што синоќа во два наврати кажа дека го слушнале гласот, особено на тие кои што не излегле. Сега јас ќе да гласат. Јас сега ќе им се обратам на нив и ќе им се заблагодарам на истрајноста и одлучноста, исто така и на оние кои што излегува и ги прешкртаа гласачките ливчиња, затоа што имаме историски најнизок излез на гласачите и најголем број на неважички ливчиња, кои всушност им кажа на сите овие традиционални партии, сакале да се представат како победници, сакале да го намалуваат поразот и да ја зголемуваат победата, граѓаните им кажа дека оваа понуда веќе не важи. Што беше пресудно за да се добие, односно да не се добие гласот на граѓаните? Не сакам да бидам генерал после битка, особено што ние како политичка партија не успеавме да стигнеме да се регистрираме за изборниот процес, да учествуваме во него. А за волја на вистината и во краток временски период прашалме дали би успеале да направиме соодветни добри резултати. Затоа не сакам да коментирам нешто во што не сум учествувал. Но нашата, ќе ви кажам, причината зошто решивме... Добри познавачи на сите овие политики што досега се случува... Да. Зошто решивме да пристапиме кон формализирање на политичкото движење за Нова Република. Затоа што зборуваме на теми кои што всушност се исти во изминатите 30 години и тие исти теми ги иселија луѓето кои што сакаат сопствена, практична, убава држава во која што ќе живеат и придонесуваат и ќе растат заедно со своите семејства, ќе ги одрастуваат децата тука. Наместо тоа многу луѓе рекоа доволно е, заминуваме. Не заминаа само заради тоа што сака подобри плати, туку заминаа затоа што сака подобар систем на функционирање. И сега да ви го пресликам тоа само во еден пример за кој што многумина зборуваат, не го кажувам јас. Ние денеска завршуваме коментираме политичка кампања за локални избори на кои што во градот Скопје главно прашање било дали ќе се исчисти ѓубрето. И кандидатот кој што победи, значи градоначалникот на Скопје кој доаѓа од ВМРО-ДПМН, вели јас ќе го исчистам ѓубрето за 72 часа и ова што се случуваше претходно, нели, како што сите знаеме, не е во ред. Затоа што кандидатот за градоначалник кој победи на минатите избори беше повторно од неговата партија, беше исто така со хвалоспеви избран, па тоа беа ора, песни игри како и после секои избори и на крај разочарувањето брзо стигна. Ќе ве потсетам и на уште неколку работи дека сепак градот Скопје конкретно да го земеме располага со во 4 години со отприлика 400 милиони евра. Затоа што и преку јавните претпријатија тоа се пари кои на граѓаните кои што се користат. И сега да ги прашам граѓаните дали ние сме добили услугата која што сме ја платиле? Не. Па затоа сега да ве прашам вас, ви изненадува што луѓето не сакаат да зборуваат за оваа понуда, што над 50%, значи поголемо мнозинство не сака да излезе на избори. Дел не се тука, дел воопшто не почувствувале причина да се вратат да гласаат, а другиот дел воопшто немал намера да ги удостои со глас. Или воопшто, значи, да учествува во таков политички процес.
Дозволете да кажам, ќе бидеме среќни и ќе бидеме горди доколку успееме да адресираме и да ги застапуваме макар дел од тие луѓе. Затоа што тие луѓе навистина си ја сакаат државата онака како што сакаме сите да ја видиме. Функционална, оперативна, достапна до граѓаните, а локалната самоуправа е првата точка во која што граѓанинот ги остварува своите права. Ово го кажувам и низ призма на две искуства. И како поранешен пратеник, но и како поранешен член на Советот на град Скопје пред тоа. Има многу можности, има многу потенцијали, има многу луѓе со капацитет. Овие политички партии не сакаат да ги користат. И затоа, од 460 ќе паднат на 300.000, од 150-60 ќе паднат на 110, 12, 15, не е битно. Затоа и имате други политички партии кои што со својата антикампања тргнуваа и сега ќе се борат за тоа кој има примат во опозицијата. За нас не е цел да имаме примат во опозицијата, за нас е да имаме примат во решавањето на проблемите низ институциите. Затоа значи да се победи власт. Опозицијата да ја победи власт. Ова што е сега тешење, јас тебе војвода, ти мене сердаре, таа е завршена работа. Велат дека резултатите од локалните избори практично се предвестник на она што ќе се случува на следните парламентарни, независно дали би биле предвремени или регуларни, но од ова и од што претходно го споменавте, апсолутната власт носи апсолутна одговорност, не само апсолутна моќ. Очекувано е што кажавте дека граѓаните сакаат да им биде испорачано тоа за што нели си ги платиле своите услуги, затоа што во најмала рака е работа на локалната власт. Меѓутоа, кога ќе спласнат емоциите, ова што рековте, од кога нели ќе се слави триумфот, мора да се соочиме со реални проблеми, овие што на самиот почеток, она што го споменавте, не е само сметот, тука имаме и проблем со нели од комунална дејност, имаме и од тука имаме лош сообраќај, лоши урбанистички решенија, така, да. Нефункционалност на односи меѓу градот Скопје и општините во него, затоа што тука имате преплетување на надлежности, па решавање, како да кажам, со политичка и арбитрерна одлука, а не со институционални мерки. Но ќе ве вратам повторно на прашањето на една изјава вчера што ја слушнав од еден пратеник опозицијски, кој вели луѓето постапиле неинтелигентно со тоа што излегле. Значи, не дозволувам да гласачите бидат малтретирани од вербален екзибиционист кој што смета дека има право да ги навредува сопствените гласачи, воопшто сопствената нација. Затоа мислам дека тие политики и таа реторика треба да бидат оставени на страна. Да се вратиме на суштината на прашањата, екзибиционизмот на крај ќе си падне онаму каде што припаѓа на нивото на политичкиот талог. Да одиме во тоа што се суштински прашања. Ние се соочуваме дневно со сообраќајни проблеми, со комунални проблеми на хигиена. Ако зборуваме да речеме за тие прашања, па до кога имаме ние последна дератизација и правено во градот? Кога се поставувани стапици, кога се за глувци, шетаат ставарци каде стигнат? Немаме решавање за животните скитници. Тоа е хумано и функционално решавање. И сите зборуваа за тоа. Но никој не кажуваше како ние имаме нефункционални општини, бидејќи Скопје не е Северна Македонија. Скопје е главен град на Северна Македонија. Што правиме со општините кои што имаат по 1000 жители по иселувањето? Земете го за пример, да речеме, не знам, да го земеме Македонски Брод. Општина во која што па денеска веројатно да отидете таму 2000 луѓе ќе најдете. Само еден дел припоен кон општината Македонски Брод. Самоков имаше 17 села кога беше општина кои гравитираа кон таа општина. Што има таму ново? Па таму изборите се единственото случување. Таму единствената економска дејност е кога веројатно се ставаат, не знам, билборди или плакати кога се лепат за избори. Ние немаме економско движење, ние немаме суштина на економското функционирање и институционалното функционирање. И затоа сега ги завршивме овие дневните теми, затоа и партиите оде на поставување на ниска летвичка. Ќе го исчистиме сметот. Луѓе, тоа се подразбира дека ќе се работи. Значи, не е битно кој е градоначалник. Сметот ќе се чисти. Автобусите мора да возат. Мора да се купат нови. Мора да се направи железничка линија која што ќе ги поврзува крајните точки или ќе го заобиколува градот. Па ќе ги смените линиите така што ќе овозможите концентрични кругови да се допираат и луѓето со една карта да се движат од една точка до друга точка во градот, за да не мора да се возат возилата. Сега можам да зборувам бидејќи не сакавме воопшто да даваме идеи кои што
не можеме да ги имплементираме или кои што едноставно не следат да ги даде политичко движење и партија која што не учествува на избори. Еве сега можеме да зборуваме за тоа. Ама ние мораме да зборуваме како Дрисла да произведува пари, а не само да складира отпад. Бидејќи таму имате милион можности, од рециклажа, од користење на метанот кој што е нус производ нели на собирањето на отпадот. И така натаму. Сега да не ги заморувам гледачите и вас со такви теми. Но тоа не се прашања кои што не ги знам јас затоа што сум премногу паметен. Тоа се работи кои што ми ги кажувале луѓе кои што сакаат да ги видат имплементирани во својот град во 21 век. Решение има, но очигледно создаваме проблем. Има луѓе кои што сакаат тоа да го прават, но не сакаат да бидат во партии во кои што ќе им викаат ти седи сега тука, кажи го ова што ти е напишано и излези после да ми аплаудираш. Тие луѓе мораме да ги вратиме на политичката сцена и внатре во институциите. Мораме да го искористиме научниот потенцијал кој што опаѓа. И тој научен потенцијал да го ставиме во функција на големи проекти. Тие луѓе се во различни партии. Сите да ги собереме заедно уште ќе ни недостасуваат. Затоа што едноставно се исцедивме, изгубивме многу луѓе. Тоа е најскапиот капитал кој што сме го изгубиле, човечкиот капитал, човечкиот ресурс. И да одиме на другите прашања. Заврши ова. Ќе одиме сега на она што е суштински битно. Сакаме во Европска унија? Да. Сакаме да ги постигнеме стандардите кои што се во Европска унија? Да. Тоа значи дека ќе ги почитуваме решенијата кои што сме ги прифатиле? Да. Тоа значи дека ќе примениме преговарачката рамка и ќе ги исполниме своите обврски? Да. Нема да смислуваме нови обврски кои што ќе ни доаѓаат или кои што ние ќе ги наметнуваме, онаму каде што сакаат да не примат? Да. Нема врлудање, нема движење надвор од она убава патека која што ја договоривме, ја добивме и ни ги одразува и етничките, и националните стремежи и не води онаму каде што сакаме. Бидејќи ние сакаме да сме во Европска унија, да ги земеме парите, ама ако може да работиме југословенски. Тоа не може. Домашните задачи, сепак ова што го набројавте сега, зборуваме за локални избори, но тесно е поврзано со тоа што нели се обврски и одговорност на... Немавме ние локални избори. Ние имавме само екстензија на предвремените парламентарни избори. И сега да го соопштиме нашиот став и по тоа прашање. Што порано предвремени парламентарни избори ќе предизвикаат нови парламентарни избори, бидејќи тие треба да го одржат само до сегашниот систем. Југосоветската тајкунерија си ги произведе своите, слободно можеме да кажеме, фракции. Во македонскиот етнички кампус на ВМРО, ДПМН и СДСМ како фракции. Во албанскиот етнички кампус политички ДУИ, ВЛЕН како фракции. И двете фракции, југосоветска, односно српско-руска, произведоа своји две фракции кои што понатаму тоа го пресликуваат во политиката, во медиумите, во економијата и тоа ништо не функционира. Наместо да одиме со фракции, нашиот предлог е сите заедно во Европска унија каде што припаѓаме. Но со вакви изборни резултати мислите дека има можност за предвремени, затоа што неколку пати премиерот рече дека не размислува за предвремени избори? Па добро, сега тој има кажано многу работи, но тоа не значи дека обстојувал на сите работи, ниту дека политичките околности секогаш му одговарале да ја води политиката онака како што ја замислил во изборниот период. И тоа е причината за падот на 130, 140, колку сакате, илјади гласови, кои што сега решиле да останат дома, решиле да одат на друга страна, не знаеме, бидејќи избирачкото право е тајно. Но очигледно е дека и да отишле на друга страна, сигурно не отишле во традиционалните партии. Отишле кај независни кандидати и слично. Ние имаме потреба да се функционализираме, затоа што од досегашниот облик на функционирање на институциите, ниту некој од нас поединечно, ниту како заедници, сакате како народи, сакате како нација, не можеме да просперираме. Всушност, ако ги земеме бројот на неизлезени и особено бројот на оние кои што излегле на гласање и прешкртале ливчињата, во првиот круг мислам дека 53.800 и не знам, не ме фаќате точно за збор, мислам 70, тие луѓе излегле и рекле овој систем не функционира. Не сите излегле заради тоа, можеби имале и некоја друга причина, но генералниот тренд бил тој. Оние кои што останале дома, а биле присутни во државата, исто така препознале дека нас ни недостасуваат три работи. Слобода, на лично, предприемничко, културно, како сакате действување. Ред, бидејќи владењето на правото очигледно потврла и сите бараат тоа да функционира.
и просперитет. Бидејќи со слобода и ред имате можност да стигнете до својот просперитет и до просперитетот на заедницата. И сега ќе ги отвориме уште неколку прашања кои што ги зборувавме и до сега и еве гледате, лебдат и повторно доаѓаат. Сакате да зборуваме за ветинг политички, сакате да зборуваме за ветинг во медиуми, во судство, каде сакате. Сакате да зборуваме за проширена конфискација, за да не мислиме дека е тоа нешто некаков баук. Замислете дека јас имам просечна плата, да речеме, не знам, 1000 евра во овие 20 години. 1000 евра по 12 месеци, 12.000 евра. 20 години, 240.000 евра, 250, еве да ги заокружим. Излегувам овдека и ви доаѓам со коли кои што имаат пола милион евра вредат, 10 стана, 3 викендици, купено, не знам, Дубај, како се викаат тие дестинации екзотични, Грци. Од каде би им биле тие пари? Тоа е таа проширена конфискација. Мајсторе, ти еве си имал 250.000, 300.000 нека биде и ништо не си јадал во тие 20 години од твоите пари. Ништо не си им купил на твоите деца. Тие останале во джеп. Од каде ти се овие другите 50 милиони? Од каде ти се овие други 5 милиони? Ај докажи го потеклото до тогаш. Ти е замрзнато, потоа, доколку не докажеш, ти се конфискува. Бидејќи затворската казна тие луѓе најмалку ги плаши. Тие ќе си ја поминат и ќе уживаат, само парите да не им се земат. Нашата работа е да ги вратиме парите назад. Нека е мене, нека е вас, во институциите кои потоа ќе си ги нема да ги потрошат, ќе си ги инвестираат во своите граѓани. Извинете, малку може би избегнав од темата. Зборуваме функционален систем што сите или оној ветинг што го споменавте, само се споменуваат овие теми, меѓутоа никако да почне да се. Ние ги држиме во живот како Нова Република, ги застапуваме. Не им се допаѓа на многу луѓе, сега ќе ги бараме повторно. Не дека сме толку мудри, сме виделе дека тоа така функционира. И тоа е бегањето од Европската унија. Ние бегаме само од стандардите кои што функционираат. Зошто? За една мала елита, клика, како сакате наречете, да може да си излегува, да си тера да глуми политика, да глуми избори и успат некои да ви кажуваат дека неинтелигентни биле овие или оние граѓани. Па не би играл така. Контролни механизми плашат, нели, можеби? Особено. Еве кога зборувате за контролни механизми. Вие спроведуваме избори во општина, не ме фаќате, значи случаен избор, Дебарца. Има 1000 жители. Има градоначалник. Со буџет кој што е помал веројатно од буџетот на вашата телевизија. Што ќе направи тој градоначалник? Па каков год да е? Тој треба да биде вундеркинд. За да привлече било што инвестиции или било што, зависено од државните институции. За да може собствени инвестиции да направи, и тоа е повторно проблем. И ние имаме многу такви општини, но нив не ги поврзуваме регионално, бидејќи регионализацијата овде се представува како сецесија. Па не е тоа. Ние имаме 8 плански региони и тие се врзани многу мудро. Не затоа што сме сакале вака или така, туку затоа што општините се врзуваат, луѓето се врзуваат природно. Врз основа на ресурси и врз основа на депонирање на ѓубрето. Вие не одите од Скопје да го депонирате ѓубрето во, не знам, во Крива Паланка. Не. Но Крива Паланка, Кратово, Ранковце, па може би Делкуманово, ќе имаат заедничка точка да соберат на едно место ѓубре. И таа регионална депонија треба да функционира по сите стандарди, да не биде извор на загадување, туку извор на прочистување. Па вие имаме пречистителна станица 4 години зборуваме за тоа во Скопје. Зошто? Затоа што Скопје функционира како град на 10 касаби, односно град на 10 града внатре, и при тоа имате градоначалник, малтене со еднакви права како градоначалникот на било која помала општина. Наместо да разговараме за тоа дали ние треба да имаме практично двостепена локална самоуправа, која што, да ве потсетам, Република Северна Македонија има подпишано дека и документи со кои ќе пристапи кон разгледување на функционалните модели на локалната самоуправа за да ја направи подостапна до граѓаните, но и пофункционално. Затоа еве ние рековме ајде да разговараме во следните 4 години за тоа каква локална самоуправа ни треба. Бидејќи ние мораме да имаме двостепеност. Ние мораме да имаме идеја за развојот. Дали се ќе концентрираме во Скопје? Не би сакале тоа да го видиме или ќе овозможиме дисперзија на економските, пред се на економските активности, соодветно
за да овозможиме реиндустриализацијата да не биде процес што повторно ќе загуши еден град, а ќе уништи цела држава. И обратно, тоа да не се прави без еколошките стандарди да ги почитуваме, бидејќи животната средина можеби ние ќе издржиме со 42 степени просечна температура летно време, но нашите деца веќе ќе живеат на многу повисока температура. Кога сме кај тие еколошки стандарди да зборуваме, дали сме ние подготвени за оној карбонски футпринт, јаглероден диоксид, отпечатокот да го намалиме? Тоа се теми кои што воопшто не ги зборуваме. Ама од утре стапуваат што се вели во сила. Никој тоа не го зборува, но затоа ќе зборуваме за тоа дека ние ќе го исчистиме ѓубрето во град Скопје. И при тоа сите политички партии ќе влезат во таа тема за да не се зборува за другите прашања, дека имавме етничко групирање на гласови, имавме преќутни коалиции кои што се движеа практично во една широка коалиција владина, ама тоа никој не го зборува. За тоа време ќе пуштаме, како се вели, ќе пуштаме спотови на Facebook или ќе подкреваме меѓуетнички тензии. 4 партии внатре го знаат ова. 5, да бидам попрецизен. И уште една која што сака да се приклучи таму. Едната е плюс 6, изгледа бидејќи едната е во владата, помалата. За да бидам прецизен, мораме да бидеме адаптирани на времето. Вие како медиуми следите изборен молк. Неделава, да им кажеме, да ги потсетиме, да им кажеме туку да ги потсетиме граѓаните, имаше неделава избори во Холандија. Знаете кога беше соочувањето на кандидатите, на носителите на листите? Бидејќи таму имаат една изборна единица. Во понеделникот вечерта. Значи ние имаме решение за пред самите избори практично да. Ама ќе казнат пола телевизии заради тоа што некој ќе соопшти една запирка погрешна. Ама ние не се лажеме и забораваме дека имаме социјални медиуми кои не подлежат на тие правила. Ние имаме вештачка политичка нарација и вештачка политичка сцена. Извинете што сум вака директор, но ајде понеделнички да го почнеме овој циклус и да, една со друга темите се директно поврзани, затоа мораме и така да ги анализираме. Не, во овој случај не можеме да работиме, да го разгледуваме ова, да го анализираме како концепт на од еден до друг изборен циклус, првиот и вториот, меѓутоа генерално до нашто директно не засегаат како проблеми, а меѓу другото добар дел од нив ги споменавте, сериозно мора да се размислува за нив, бидејќи еве можеби она што најмногу пројавуваше како прашање е што последниве 4 години, конкретно еве за градот Скопје ако зборуваме, затоа што тука можеби беше онаа политичка битка една од поинтересните и по бројот на гласовите и по тоа нели како после првиот изборен круг се одмерија силите на политичката сцена, но колку време ќе ни биде потребно за да се вратиме во една условно да ја кажеме нормала, за да функционира, независно дали тоа се работи за градот Скопје, сега фокусот тука го ставаме, имајќи во предвид што ни се случуваше изминатите 4 години на релација градоначалник Совет. Какви имаше нели и блокади и меѓусебни обвинувања, кој ја кучи работата на еден главен град, на една метропола. Прво, бидејќи ние немаме вистинска децентрализација, мораме да отидеме во тој правец да ги разгледаме. Значи, не зборувам само на еден проблем да се фокусираме, туку се фокусираме на сите проблеми или на најгорливите проблеми во прва фаза во сите сфери. Ако вие морате ако зависите од државата за да набавите автобуси во главниот град, вие немате економија. Мислам, ние немаме економија. Ако ние мораме да зависиме од државата за да може да добие гаранции или кредитни покритија за да се направи пречистителна станица, ние немаме економија. А кога немате економија, само формално имате држава. Ние не сакаме Северна Македонија да биде формална држава или само обична територија. Тоа е држава, треба да биде со своите атрибути, затоа мора да има своја економија. За да има своја економија мора да има правилно развиена, односно сега мораме да ја обновиме и да ја вратиме индустријата. Ние зборуваме за администрација која што е од прилика 150.000 веќе луѓе, ајде да ги тргнеме доктори, како се вели, полицајци, војници, веројатно ќе го намалиме бројот на колку? На 120-130. Луѓе во држава со 120-130.000 луѓе во администрација, јавна и државна, значи општинска и како се вика национална, и кога на тоа ќе додадете од прилика уште колку сме, не знаме, пола милион нека работи во производство, да тргаме пензионери, тргаме.
За која економија ние зборуваме, за кој опфат на популација, на работоспособно население зборуваме. Тие луѓе треба да ги вратиме од администрација, да им овозможиме, ма не да се вратат, да бидат избркани, туку низ концепт, ние зборуваме за концепт на администрација на отворени извори. Делот да работите кои што ги врши државата ќе се вршат на основа на аутсорсинг. Затоа што видовме превоз на лица со посебни потреби преку аутсорсинг го вршат општините, не државата, не се грижи државата за тоа, затоа што тие луѓе се движат во сопствените средини. Треба да одат во училиште кое што име во сопствениот град или село или општина. Тоа треба да го работиме, а ние сакаме Илинденска 2 да одлучува за тоа која боја ќе бидат офарбани семафорите во, не знам, во Гевгелие. Глупости. Затоа да го надминеме оној концепт. Не до крај реализирана децентрализација за која што постојано само Ама ние немаме никаква децентрализација, не до крај реализирана никаква не е. Фискална децентрализација имате во која што колку проценти од данокот оди за градот Скопје? Како метропола. Ај се споредете кои извори. Сакате да зборуваме за приходи по основа на данок на како се вели на профит, сакате, се извинувам, персонален данок сакате. Ајде кажете ми во општина Суиџа да луѓе од каде ќе, колку данок ќе земе таа општина, кои извори на приходи ќе ги земе. А треба да ги финансира училишта и така натаму, не знам, здравствени установи и слично. Затоа да ги пружиме нозете онолку колку што ни е долга чергата. Затоа прво мораме да видиме дека сепак таа черга не била толку долга како што сакаме да ја представиме. Прво, порано можеби била. Сега не е. Да ја направиме повторно. Тука веќе имаме таа дискрепанца и затоа ќе ги слушате флоскулите. После сите избори го слушнавме вашиот глас, ја разбравме пораката, ма ништо, тој го слушнале гласот и вика сега 4 години терај работа да не им текне повторно. Извинете, не можам да видам веќе да ги премолчуваме тие работи кои што сите ги знаеме, ама никој не сака да ги соопшти. И да, ова ќе ги натера и партиите, и политичарите, и граѓаните да се соочат со реалноста. Сите сме соочени со реалноста, која на крајот на краиштата па и не е толку розова, бидејќи живееме во континент, во регион и во свет кој што има нови динамики. Но повторно ќе кажам, можеме да го направиме нашето. А потоа имаме доволно и пријатели и луѓе кои не разбираат и никој не ни мисли лошо ниту од соседи околу, ниту во Европа, да не се лажеме, ниту пак сме ние центар на светот. Да си ја фатиме собствената работа, да престанеме со расправиите околу, ќе видите дека и расправиите внатре нема да траат уште долго. Да ги споменеме еве можеби од она што како изборни резултати после вториот изборен круг ги имаме во некои уште ајде неофицијални бројки не се апсолутни. Левица освои 30.000 гласови, повеќе од првиот круг, веќе најавуваат дека ќе бараат измени во изборниот законник, дури и член во Државната изборна комисија. Резултатите велат дека според нив сега од она што беше последната пресконференција, но велат дека веќе се менува опозицијската тенденција, да кажам. Добро. Тоа значи дека втора политичка сила во Куманово е независниот кандидат што беше на 1000 гласа разлика од актуелниот градоначелник, минатиот и сегашен, од знам. Сега да не се занимаваме... Не, водејќи се по изгубените гласови на СДСМ и дека имаат градоначалници во 6 општини, чинам дека тоа се 10 помалку од досега, така. Ама видете сега, повторно, од мене барате да коментирам други политички партии. Немам намера, значи со весели математики не сакам да се занимавам, бидејќи резултатите за партиите се видоа на советничките листи. Резултатот од вториот изборен круг, еве како сеопшта слика на политичката сцена, сепак тие добија релативно голем број на гласови. Еве ако го нема спор дека имаат добиено, сите политички партии имаат, кои што имаат и градоначалници и советници, имаат добиено гласови. И сега нивната работа е од денеска да си ги видат собствените, бидејќи јас некоректно би било да ги коментирам нивните резултати или да коментирам резултати на други партии. Едноставно, за мене тоа не е предизвик. И извинете, за Нова Република тоа не е предизвик. За нас е предизвик што ние ќе направиме и колку можеме да ги адресираме граѓаните да добиеме поддршка. Инаку сите кои што се во собранието им сугерирам, веднаш нека поднесат измени на законот, на изборниот законник, нека зборуваат за една изборна, како се вика, единица.
Дајте тие теми кои што сега се Зошто темата еве конкретно една изборна единица кога сме кај локалните избори постојано се навестува, но никако не може да се Затоа што реализира. никој не сака. И затоа што борбата во било кој предлог е во која институција да се стави член или да се контролира ова или она. Затоа ние немаме политичко представништво, реално политичко представништво немаме. И тоа отсуство на реално политичко представување во која сакате институција, на крај резултира со намалување на бројот на луѓе кои што гласаат. Затоа излезноста паѓа и за мене тоа е главната тема. А овој распоред на гласови Што ќе значи една изборна единица и зошто од неа се бега? Тоа ќе значи дека можете да гласате за една политичка партија во која средина и да сте, било да сте во земјата, било да сте надвор, тогаш имате смисла да си одите да се спроведе гласањето на диаспората, бидејќи вака за, како да кажам, се губи поентата и можноста да тие луѓе исто така бидат представени, бидејќи ако плаќаш данок, нели имаш право на представништво и на одлучување. Тоа е уште од Американската револуција, no taxation without representation. Сега затоа доаѓаме до ситуација во која повелете, сите рековте дека сте за една изборна единица, спроведете го тоа и да не зборуваме за работи кои што ги џвакаме 20 години, ги фрламе како теми чисто колку да се губи време. Зошто? За да ги држиме под тепих битните теми. Сакаат една изборна единица? Одлично. Нека предложат. Сакаат да го сменат изборниот законник? Одлично, нека предложат. Тоа не е тема која што ве засега вас, мене или било кој граѓанин што ја гледа оваа емисија. Темите се оние за кои што зборувавме. Сакате владење на правото? Ајде да ги направиме. Повторно ќе кажам, ветинг, проширена конфискација. Ајде да ги завршиме уставните промени. Тоа не е промена, тоа е дополнување, во кое што ние добиваме призната рамноправност на сите народи во Северна Македонија, ја градиме нацијата на Северна Македонија како модерна политичка државна конструкција во која што треба да го оствариме сопствениот просперитет и права. Натаму, сакате да го саботирате тоа, зборувајте дека сакате член на, не знам, која таму комисија. Сакаш нешто да не функционира, на крајот на криштата формирај комисија. Сакате да учествувате во тие комисии, еве учествувајте слободно, не еден член и заменик член да добиете. Тоа е небитно прашање. Од она што претходно го споменавте е дека имаме голем број на обврски што треба да се исполнат за да се откочи тој евроинтегративен пат во кој што навистина долги години више Македонија е заглавена, но можеби еве една добра споредба да направиме за тоа колку земјите еве конкретно би ја споменала еве Албанија, Црна Гора отидоа веќе на брзан лента напред, спроведувајќи ги при тоа тие задачи што од дома им се зададени. Носејќи ја нели нормално земјата напред, да се видливи резултатите дека дома се работи, за потоа да може да очекуваат дека ќе ги отворат и тие клучни поглавја кои што ќе им го отворат патот кон него. Па тоа е прашањето кое што е за нас приоритетно како граѓани зборувам и како заедница. Во услови кога сме многу поделени, значи ние сме денеска многу поподелени дури и во однос на 2016 година. Денеска постои јас помеѓу народите, особено помеѓу заедниците и особено помеѓу македонците и албанците. Но таа силна поларизација не само од тој аспект, од оваа дистанца и моментот дека се кажува дека не можат, барем сега не знам во која временска рамка нели се ставаше простор на помеѓу коалиционерите 6 месеци, па уште 6 месеци, но уставните измени толку се одолговлечија како проблем и се апострофираат како клучен проблем за тие. Па тоа знаеме дека е вештачка темата, затоа што еве јас ќе ве потсетам на следното. Не знам за другите што правеле, можам да зборам за она што сме го правеле ние. Рековме, до 16 јануари оваа година ги повикавме партиите од опозицијата во собранието, поднесете го, како се вели, предлогот за дополнување на уставот. Тоа се 3 точки, 2 члена и 3 точки во уставот, 2 члена и преамбулата. Зошто? Абе покажете кој за што е. Молк. Доаѓаат локални избори, ние ќе предложиме резолуција. Медички. Какви резолуции? Значи, зошто одолговлекуваат? На кого му го штитите грбот? Зошто функционирате како парламентарна опозиција всушност во коалиција со власт? Немате потреба од тоа. Или ако сакате, кажете си, бидејќи зборува. Сакаме голема коалиција. Одете си во голема коалиција. Нема спор. Сакате таму, бидете таму. Но да го завршиме ова што треба. Како голема коалиција повторно нема да ги завршите обврските, бидејќи
Обврска од преговарачката рамка е да ние го дополниме уставот. Но обврска пред нас, потоа ќе биде владењето на правото. Ние утре не мора да добиеме, јас гарантирам, ниту Бугарија, ниту Грција, ниту не знам Романија, нема да не запрат тука. Ќе ви дојде запирање од, не знам, од Холандија, која што овдека има постојано мисии, сакате да зборуваме, ние сме нели во нивната, како се вели, во нивното портфолио во Светска банка. Ќе зборува од Германија можеме да очекуваме сериозни забелешки за владењето на правото, бидејќи нивен Рајнхард Прибе дека работеше на документи во кои кажуваше кои се реформи се потребни во правосудството. Тоа правосудство не дојде некој ирец судија да ни го упропасти. Нашите биле тука. И не мора да станува збор само за судии, сакаме за обвинителство, зашто сакаме да зборуваме. Значи, правосуден систем бара реформа. И ние се што велиме? Ајде кога ќе го направиме тој ветинг, да видиме дали има и такви кои што во партиите, во медиумите, во правосудството, во судството, во сите области едноставно не припаѓале во системот. Тоа не значи дека ние треба да ги судиме луѓето априори, но ако не можеш да го докажеш потеклото на сопствениот имот, тоа е ефектот. Се оди на суд. Тоа е едно владење на правото. Или зборувавме за тајните служби и ово, да ги отвориме досијата на соработниците. Сите земји околу нас што направија? Само ние и Србија уште немаме отворено. Отвори, спроведе илустрација, објави досија. Зошто? Ако видиме дека некој бил соработник дедо му, татко му, јасно ни е како дошол на власт. Јасно ни е како дошол на позиција, не мора да е на власт. Ајде, ако тие работи не ги отвориме, нечии деца и внуци ќе бидат многу фини, многу сладкасти, цело време ќе се вртат по телевизија или ќе велат дека тоа се многу добри кадри, познавачи и експерти, а за оние вистинските познавачи и експерти местото ќе биде било каде во странство, но не дома. И затоа забележувате како ние имаме осцилации во поимањето особено на така наречена интелектуала. Па таму излегуваат професори, до председатели на држави, до министри. И секој од нивно појавување во најголем дел завршува со огромно разочарување. Зошто? Затоа што една мала клика која што сметала дека треба да ја контролира јавноста, за нив велела тоа се прекрасни луѓе, тоа се познавачи. И слушате 2-3 пати даваат изјави, се шокирате и викате леле. Тоа е затоа што сме имале лажни вредности. Односно, ни ги представиле како такви. Јас велам друго. Ајде се соочиме со тоа. Јас не сум ниту најдобриот, ниту најпаметниот. Ама ајде да го бараме тој. Ако можам да помогнам во нешто, одлично. Ама сигурно не сум јас единствениот кој што тоа може да го прави или само уште 10 души. Забележите како ни се затворени, затоа не зборуваме само за правосудство, ајде забележите економијата. Па нашите големи фирми веќе не можат да функционираат заради тоа што малите и средните компании се упропастени. Бидејќи малите и средните компании функционираат и генерираат од 80 до 85% од вработените. Без тоа ние не можеме да одиме напред. Ама ајде да ве потсетам уште нешто. Дали ги имаме оние, нели имаме закон за финансиска дисциплина? Се практикува? Па не. Зошто не се практикува? Затоа што ако ние двајца имаме приватни компании, вие сте должни да ми платите во рок од 60-90 дена. Но ако државата е иземена од таа обврска, ви доцни вам, вие ќе ми доцнете на мене. И ние сите ќе мораме да молчиме, а на крај ќе мораме да бараме врски за да ни се врати ДДВ-то, кое што за одредени фирми не е вратено од април, мај и така натаму, и сега бидејќи завршија избори, завршија како се вели караваните низ земјата, ајде владата нека се посвети на својата работа и да го намали тоа, за почеток да го намали, а потоа и да го елиминира доцнењето. Исплатата на ДДВ-то е од особено значење за малите и средните компании. Особено за оние извозните. А ние извозните компании треба да ги чуваме поприлично сериозно, да не речам како капка вода на дланка. Бидејќи ги немаме многу, брендови се помалку имаме и ќе повторам, сакаме да зборуваме за да ги намалиме јавните трошоци. Не е трошокот за плата само. Не е трошокот инвестицијата во луѓето кој што се врши, да ги вратиме тие луѓе да бидат функционални во производството, во услугите, онаму каде што ќе создадат дополнителна вредност. Ние со администрација од 70.000 луѓе сме функционирале без проблем пред 30 години, а наместо денеска со 1,5 милиони што функционираме теоретски присутни во земјата, тогаш имало 2 милиони жители.
Ако 70.000 луѓе тогаш можеле да ги сервисираат 2 милиони жители, а денеска 120-130.000 административци не може да сервисираат 1,5 милиони, тогаш имаме сериозен проблем создаден од партиите низ злоупотреба на институциите. Пак Но ќе ако кажам, остане статус кво со нема да што ќе остане направиме? статус кво. Неизлегувањето на овие луѓе на избори ви кажа нема веќе статус кво, бидејќи денеска сите кои што држаа вчера пресконференции имаат намален легитимитет и заради тоа ќе продолжат да ги создаваат драматиките. Сега, за да го вратиме легитимитетот, ќе си го имаме собственото представништво. За да дојдеме до тоа, секој од нас ќе ги адресира своите луѓе врз основа на тоа што ќе им понуди. И за крај, извинете ако сум здодевен. Ќе бидам уште 30 години сум го зборувал ова или 20 години. Додека ме држи силата, јас тоа ќе го зборувам ако не биде направено. Бидејќи од првиот чекор мораме да започнеме. Конечно, имате денеска вештачка интелигенција. Половина од овие дозволи кои што се издаваат со молење, да не речам со рушвет, кои што зависат од политичка и мериторна, а не мериторна одлука на партиски именувани функционери. Вештачката интелигенција може да ги заврши веднаш. Не сега слушам министри, сега ќе вршиме обука ово. Бе дај воведете таа вештачка интелигенција. Зошто градежникот да мора да оди, сака да гради, да речеме, не знам, во било кој општина надвор од Скопје, од Скопје. Зошто да не поднесе електронски? Вештачка интелигенција овозможува, претходно ќе биде нели нахранета со податоци, овозможува тоа да се заврши и вие да го добиете документот што ви треба на електронска пошта. Административно олеснување без потребно да Ама не е тие луѓе бирократска после процедура. од што се плашат? Дека нема да има рушвет. Тие што се плашат дека за рушветот, тие ќе се ослободиме од нив. Но оние кои што работат, тие кои што работат ќе отидат да работат некаде другде, во својата дејност на работење, давајќи го таму својот максимум и добивајќи поголема плата. Не е работата да ги казниме луѓето како да дојдат до повеќе ресурси врз основа на собствен труд. Се ова што го зборуваме е изводливо. И за ова има многу и структури и луѓе кои што се подготвени за тоа да разговараат. Да разговараме на вистинските теми. Да започнеме со уставните дополнувања. Така. Ви благодарам многу што бевте денеска мој гостин. Во текот на целиот разговор мислам дека зборувавме за многу конкретни работи и многу решенија кои што ги има, но само како што рековте треба убаво да се седне да се Ви благодарам на поканата да и на можноста да се пристап. охрабриме и на сите граѓани да ги охрабриме дека можеме тоа да го направиме. Благодарам уште еднаш. И вам ви благодарам. Почитувани, кратка пауза и се враќаме повторно во студиото.